Зборувавме за одредени процеси кои што беа застанати, а тоа е многу важниот коридор 8, кој што конечно ќе ги отстрани единствено позитивните тенденции на коридорот 10 или север-југ и ќе отвори перспективи на секаков вид соработка, пред се на економска, преку отварање на коридорот 8 или исток-запад. Овој коридор за нас значи поврзување на Драч, Тирана, Скопје, Софија, Пловдив, Варна, па понатаму Истанбул и целиот Блисок Исток, кој што за деловниот свет од Македонија значи нови деловни перспективи и одлични економски можности за соработка со многу фирми од целиот регион, пласман на нашите производи од Македонија, но и можност за странски инвестиции токму од целиот регион во Република Македонија. Зборувавме за енергетиката, зборувавме за искористеноста на фондовите, која што и ние може да потврдиме можноста да токму Бугарија ни помогне во пренесувањето на знаењето околу искористувањето на фондовите, поради тоа што важи за земја членка на Европската Унија, која што има еден од најголемите проценти на искористување на европските фондови. Ние сме свесни дека последните година и пол, токму заради политички причини во Бугарија има одреден застој, но капацитетите на изготвувачите на проектите во Бугарија се огромни и ние побаравме поддршка и помош и во овој правец. Јас сум уверен дека ќе значи ново охрабрување на останатите земји членки со многу позитивни причини дадени од Македонија преку успешните реформи кои што следуват, да конечно Македонија ја отстрани прво условената препорака за започнување на преговори со Европската Унија, која што би била некаде есента 2017 година, со желба наша 2018 година да добиеме дури датум за преговори. Секако Македонија покрај работата на внатрешен план, на работата на реформите кои што мораме да ги направиме во државата, се надева и на позитивен исчекор околу проблемот кој што Грција го има со нашето име, надевајки се дека навистина со новите перспективи кои што се отвараат во регионот ќе можеме да побараме, но и да добиеме поддршка и помош од нашите јужни соседи, граѓаните на Република Грција, преку парламентот, преку владата, преку владеачките и опозиционите партии во Грција. Знаејќи ги сите овие аспекти кои што нас како граѓани на Македонија не направија долги години и помалку фрустрирани заради предолгото чекање пред вратите на НАТО и Европската Унија, убедени дека веројатно долгото чекање има и своји причини за политичката криза која што се случи во Македонија, уверени дека нашите соседи и посакуваат добро на Македонија, а и на целиот регион, оправдано очекуваме поддршка од првите пријатели, тоа се нашите соседни земји, посебно земјите кои што се членки и на НАТО,
и членки на Европската Унија. Очекувам повеќе спортски надпревари, очекувам повеќе студенти во двете земји, очекувам многу манифестации културни кои што ќе се случуваат и во Софија, и во Скопје, но и во Варна, и Бургас, и во Охрид, и во Дојран. Очекувам многу нови договори помеѓу компаниите во Македонија и Бугарија, кои што ќе значат зголемен економски квалитет на живот за граѓаните. Денеска ќе имаме средба со министерката за енергетика, која што застапува една област многу важна за Македонија, затоа што Македонија има потреба од зголемување на продукцијата на енергија внатре во државата, зашто до сега некаде околу 40% обезбедуваме енергија преку увоз, и тоа голем дел преку увоз од Бугарија.